И како што можевте да забележите во најавата, општина Газибаба ќе работи на случајот никогаш повторно да не се повторат поплавите во Стајковци и околината. За ова, но и за уште многу други теми, гостим во студио 1 градоначалникот Борис Георгиевски. Градоначалниче, добро дојдовте. Добро најдов. Веќе студијата ја правевте заедно со тим на професори од Шумарскиот факултет. Се работи за ерозивни подрачја кои што треба да се санираат или треба да се стопираат. Се работи за Раштак, Булачани, Црешево, Страчинци и Брњарци. Така. Кој е процес? Токму така. Овие села што ги наведовте и во студијата кој што заедно со професорите од Шумарскиот факултет и стручњаците од Земјоделскиот факултет кои што направиат 2017 година се однесува за целиот Скопски плански регион, која е вклучена и нашата општина, каде што од ерозивни подрачја се прогласени преку 3400 хектара. Алармантна е бројката дека преку 300 хектара мораме веднаш да ги санираме. Тоа што се случи таа санација? Сакам да објаснам затоа што во делот на санацијата на речните корита и суводолиците и она што представува наш акционен план, ќе треба во наредните најмалку 2 до 3 години да ги санираме. Санирањето значи никој пат повторно да не се случи 6 август не само во Стајковци, туку тоа може да се случи наводно, во Ѓорче, може да се случи и во делот на Матка. Скопје е во таков амбиент со околината каде што мора да водиме сметка. Од ова што стручњаците го направија со оваа студија, само го запалија црвеното светло и аларм дека 6 август 2016 година Стајковци ќе треба да биде минато. Има 5 категории на ерозивни подрачја, кои што подразбира комплетно уништување на она што представува флора, седимент кој што треба се однесе во некои суводолици и порои, исто така речни корита кои што не се санирани, а треба да се санираат. И мене ми е жал што после 28 години општина Газиба последните се забележени 1990 година санирањето на речните корита и изградба на каскадни мерки и брани во нашата општина. Добро, градоначалниче, кога претпоставувам сте работеле ревизија на вашиот претходник, која можеби се уште не е завршена. Меѓутоа, каде се инвестирало? Каде се сите тие проекти претходно за да не дојде до ова што беше? Јас мислам дека комплетно е промашена комплетната инвестиција во делот на санирањето на ерозивните подрачја и воопшто помислата на инфраструктурата кој што се однесува кој што е дополнителен фактор во делот на она што се случи како поплава од ерозиите. Значи, ако кажам дека комплетниот приод и намалената проточност на каналите, кои што тие завршуваат во ободен канал, кој што е изграден 56 година, кој што северната заобиколница немаше направено ревизија и беше канал во ситуација каде што ни однесе преку 22 жртви и многу материјална штета. Значи, тоа утврди од нашава екипа и стручњаци дека мораме веднаш покрај санирањето на штетите да предвидиме нов ободен канал кој што ќе се протега и обезбедиме средства од Министерството за животна средина за проектна документацијата од 900.000 денара, од кои што 700 се од Министерството за животна средина, 200 од општината, да направиме нова проектна документација за нов ободен канал. Тоа во суштина значи дека сите овие населени места кои што ги спомнавте, Брњарци, Страчинци, Виниче, Црешево, Булачани и Раштак, тие сливови на реки и суводолици и речни подрачја мора да завршуваат во некој реципиент. Тоа е ободниот канал нов над северната заобиколница, кој што го планираме, кој што ќе треба се влева над Брњарци и Рачиново, каде што сите дождовни води сега и во иднина ќе треба да ги собере. Тоа е нашиот акционен план и нашата идеја кој што за трајно решение би го решиле сега и во идно време било кој од можните поплави кои што на ово место може да се случат. Моментално работиме само на еден канал во Страчинската дрезга и Порој, каде што за ваша илустрација и за нашите, претпоставам, гледачи, недостасуваат преку 500 само на еден потек од километар и пол, 500 кубни метри земјена површина, кои што се однесени некаде во доле во полет Не се знае каде се? Не се знае затоа што само е установено на 7 август 2016 година дека како седимент над северната заобиколница се измерени 1,10 сантима како седимент кој што е донесен од планината, од Скопска Црна Гора и кој што е оставена тука. Рачуна дека тука имало вода над 3, 4 и 5 метри, за да може да направи една голема
поплава како што се случи. Токму така. Колку нелегалната сеча на дрвјата баш во Скопска Црна Гора влијае на сето? И тоа е дополнителен фактор. Значи рековме еден дел од она што представува уредувањето на речните корита, посебно фрлањето на отпад во коритата, приклучоците на фекалната канализација, од она што може да се забележи во изминатите 20 на година дека беше таму депонија. Сечата е најголемиот фактор. Значи, ерозијата настанува исклучиво каде што имаме тотална сеча. Тоа се случи во последните 10 на години, каде што на Скопска Црна Гора мислам дека е направено екзодус на комплетната дрвна маса. Ние мораме да направиме акционен план. Општина Газибаба не е само во овој дел. Го предложивме како одлука и помина на совет во месец април. Истата одлука ја предложивме до градот Скопје, до Министерството за животна средина и до владата на Република Македонија, каде што треба заеднички да делуваме. Нормално и македонски шуми тука се сизот за пастишта каде што ќе треба покрај уредувањето на речните корита, санирањето и она што е една техничка работа, пошумувањето е најбитен елемент во целата работа. Да вратиме шумата. Предпоставувам сега се засилени контролите таму, бидејќи нелегална сеча токму така уништува една цела заедница. Така е. Значи покрај тоа што се зајакнети контролите, покрај тоа што веќе водиме сметка да вистина ова да не се повтори. Ке мораме да на есен веќе водиме и направивме план како дел, само бидејќи е тоа голема маса на шума, преку 300 хектара кои што треба во еден период да пошумиме. Размислуваме за кој тип на дрва би биле, затоа што на ова страна од Скопска Црна Гора имаме појава на суша во периодот од мај месец до август и треба да видиме кои од дрвата би се прилагодиле за да имаме ефект, не само да направиме акција, како што тоа го правевме во изминатиот период, па кога ќе појдеме на лице место тама нема ни 1 или 2% од она што навистина било засадено или воопшто требало да ја заврши целата своја функција како нова шумска маса. Истата да има ефект. Токму така. Во почетокот на оваа година се пожаливте од советниците кои што доаѓаат од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН. За нив рековте дека, бидејќи тие се мнозинство во вашата општина, рековте дека ја блокираат изградбата на фекалната канализација во Јурумлери, а потоа и програмата за работа во областа на располагање со градежното земјиште во собственост на Република Македонија. Каква ви е сега соработката внатре во општината? Тоа беше почетокот кога јас дојдов на 2 ноември 2017 година. На почетокот нормално дека ќе пројава и политиката и од она што треба да биде локалната власт. Навистина, советничката група на ВМРО има 2 советника повеќе. Него тоа е поголема одговорност, а не придобивка дека треба да бойкотира, да прави обструкција, уште помалку да тоа се одразува на штета на граѓаните. Еден од проектите, од капиталните, уште во почетокот сака да го спречат. Тоа е капитална инвестиција од 125 милиона денара за прва вакуум станица и фекална канализација во населено место Јурумлери. Предпоставувам разговарате. Разговаравме и разговаравме. Причините беше зашто би бил градоначалникот тој што прв би почнал да го прави тоа. Препоставувам дека тоа само препоставка во целата работа, иако за тоа веќе отпочнато. Разговаравме и дојдовме до конечно решение и мора да попуштат во интерес на граѓаните. Разговаравме и со граѓаните на Јурумлери, со советничката група, јас како градоначалник, и дојдовме до решение дека тоа мора да помине за подобар живот на луѓето таму. Затоа што Јурумлери тоа го заслужува. Тоа е најниско населено место кое што живее на јами. Буквално водата извира од секој нивни ќош. Каналската мрежа не е функционална, узурпирана. Каналите дополнително ќе треба да ги правиме. И ова затоа мора да биде наш приоритет и веќе во теком на година го потпишуваме во теков на наредната недела договор со Светска банка за 72 милиона денара, каде што ќе почнеме со негова реализација. И во наредните 2 години Јурумлери треба да добие фекална одводна канализација која што ќе биде прв од оваков тип во Република Македонија. Ајде, освен заштитата на Јурумлери и овие ерозивни подрачја околу Скопска Црна Гора, премиерот Зоран Заев пред да станете градоначалник рече дека Газибаба е една од најслабо комунално инфраструктурно организираните општини и дека е недозволиво да нема канализација и питка вода. Што имате помрднато ви од мртва точка? Добро кажал премиерот, јас исто констатирам дека општина Газибаба и покрај тоа што е градска општина во делот на 10 населени места, 15 населени места немаат, односно 12 немаат се уште фекална канализација. Тоа се Раштак, Булачани, Црешево, Смилковци, Виниче, тоа се места кои што немаа пред вие да дојдевте. Да, воопшто немале кои што пред да дојдем јас. И ова што го говорите вие, значи на пат сме со Јурумлери да го решиме во теков на наредните 2 години.
Трубарево од наредната недела веќе почнуваме со комплетна фекална канализација да го пуштиме фекалниот колектор, кој што е заспан од 2002 година. Ги направивме сите подготвителни припреми и подготовките за што треба да биде елементарна потреба од фекална канализација. Продолжуваме со Црешево и со населеното место Смилковци, каде што ни се готови проектите и обезбедивме средства. Значи, ние во теков на оваа година мораме да направиме најмалку 4 во 4 населени места само атмосферска канализација. Тоа се огромни средства и огромни пари кои што треба општината да ги одвои од својот буџет заедно со градот Скопје и од централната власт. Дополнително, значи, работиме и на чиста вода за пиење во Булачин и во Раштак во 2 населени места, а во наредната година мора да го решиме бидејќи имаат стар водовен систем во Страчници и во Брњарци, каде што е изграден пред 20 години, нефункционален и застарен. И таму имаме план за до наредната година овие 2 села да ги завршиме, со тоа ќе ставиме крај за она што представува вода за пиење. Срамота е после 20 и кусур години некој да се жали дека нема вода чиста питка за пиење. Добро, вашиот претходник не беше еден мандат таму. Веројатно имате некаква ревизија направена за работењето. Недозволиво е во 21 век да нема фекална канализација или пак питка вода. Подобра ревизија од граѓаните што го дадо на локалните избори нема. Граѓаните проценија кој е Тони Трајковски и кој е претходната власт. Добро, ама институционално некој ќе мора да одговара. Институционално веќе покренати се работи кои што направивме дополнителни ревизии. Дополнителни ревизии правиме во текот на овие денови, каде што треба токму да докажеме каде се упателе парите и каде завршиле тие. Не се функционално потрошени, истовремено потрошени се во мегаломански работи, а не функционални за граѓаните. И оттаму произлегува целата таа работа која што вие поставивте каде се трошени парите во нефункционални цели, во споменикот во автокоманда и во мегаломански работи кои што не заслужуваме воопшто да ги спомнеме во емисијата, затоа што граѓаните немаат вода за пиење и немаат основни елементарни услови. Така. Неодамна добивте грант од UNDP од 30.000 евра за изградба на нов центар за деца со посебни потреби. Тимјаник е местото кое што токму на една ваква слична тема ја разгори јавноста во Македонија, па можеби жителите таму беа предцврсто осудени дека не сакаат деца со посебни потреби, меѓутоа нивните аргументи беа пак дека никој претходно не ги информирал или дека никој претходно не ги консултирал. Вашите жители, односно оние кои што живеат во општина Газибаба, консултирани се за ова? Праводневниот центар постои сега во Газибаба, се наоѓа во Железара. Ова изградба со овие пари ќе градите нов? Правиме нов, ама ќе правиме во автокоманда. Значи, постои сега, ама руинирана просторијата е во детската градинка, каде што се во тотални субстандардни услови и тие деца заслужуваат посебна грижа, без разлика дали 1, 2, 10 или 15. Тој центар регистрира во општина Газибаба и ние мора да обезбедиме подобри услови за нив. И затоа само предложивме таа руинирана просторија да адаптираме да биде детска градинка, да го намалиме и бројот на деца кои што чекаат на ред да ги запишеме во детска градинка, а правиме со парите нов дневен центар за сите општини во градот Скопје, пошто и така тој постои. Во договор сме со сите општини и граѓаните на општина Газибаба знаат дека тој се наоѓа токму во детската градинка во Железара. Само го преместуваме во подобар амбиент и услови кои што децата навистина треба да го имаат, без разлика дали се со посебни потреби и со нормални појави. Значи, не може да очекуваме да има исти реакции како од... Не би верувал и не сметам дека баш токму Скопјани или делот од Газибаба ќе се одважат за децата со посебни потреби, затоа што тој е дневен центар кој што ги земаме со посебни специјални возила, ги носиме, имаме медицинска комплет екипа, луѓе кои што се грижат за нив, до 15 часот ги враќаме во домашните услови и навистина тие се дечиња на овој цивилизиран свет. Така и според проекцијата и за првиот план за заштита на делови од Скопска Црна Гора, односно санирање, и за овој проект, кој е времето, лимитот, кога може да се очекува ова да биде завршено? Значи, Скопска Црна Гора, како подрачје кој што го предложивме за она што представува ерозивни, најмалку ќе работиме 5 до 6 години. Значи, споменав, општина Газиба не е сама во целата ова работа. Мораме акциониот план кој што е предвиден да влезат тука и градот Скопје,
соседната општина Чучир, Сандево и Бутал, кои што и они гравитираат во овој дел на Скопска Црна Гора. Велите мора да влезат. Дали тоа значи дека не сте во Не, во комуникација се мора да влезат, зашто не можеме да делиме планината Скопска Црна Гора на делови географски договорено. Да, затоа мора да влезат зашто тоа подрачје е заеднички, мора заеднички да го правиме. Так. Во таа смисла иначе договорено е комплет и да застане Министерството за животна средина и Министерството за земјоделие. Владата на Република Македонија со посебен закон, вклучувајќи ја Македонски шуми како јавно предпријатие околу делот на пошумувањето и најбитното понатаму одржувањето на системот и она што представува одржив развој. Значи некој мора да се грижи за тоа што ќе го направиме за да постои како систем. Цело е кој ќе биде се. Во моментов имаме само делови од тоа. А центарот? Центарот веќе сме во нарачка на единиот проект. Се надевам што е најбрзо би можело во теков нова година. Мислам дека септември ќе биде веќе готов, пошто треба да адаптираме простории и ќе го опремиме. Значи нас ни се брзат, зашто им се брзи на децата, ќе дое зим време и ќе треба да бидат во нормални услови каде што ќе треба да бидат. Во топли простории, удобни, прилагодени за нивните потреби. Така, граначалниче, оној мост најавен за поврзување на општина Аеродром со Газибаба. Докај е планската документација, материјалите, односно набавена ли е веќе, односно се знае ли веќе која е фирмата која што ќе го изведува? Може ли да се очекува до крајот на вашиот мандат тој мост веќе да го има? Мостот, и да. ми интересира само колку објекти ќе треба да се рушат за поврзување на двете општини? Значи булеварот Аснон, кој што го најави градоначалникот на град Скопје, кој што е заеднички проект заедно со општина Газибаба, уште во првиот месец изработуваме техничка документација. Тој спрема постоечкиот генерален урбанистички план и треба да ја спои општина Газибаба со хотел Русија, односно општина Аеродром од другата страна. Предвидени се спрема она што сега го имаме како наша техничка документација, експроприација на 143 домаќинства. Тие се руинирани најчесто и од керпич. Се прават проценките на лице место. Во фаза сме на десетина каде што имаме веќе незавршени легализации кои што во претходниот период е отпочната таа постапка, не е завршена. Сакаме што поскоро таа постапка да завршиме, зашто експроприацијата на земјиштето и на домаќинствата мораме заедно да ги комплетираме. Планираме дека во теков на ова година како документација и како завршена експроприација во однос на земјиштето ќе завршиме. Тек напролет би можело да очекуваме негова изградба и за 2 години, колку што најави Петре Шелегов, вкупната инвестиција би требало да чини негде околу 15 милиона евра. Значи со експроприација и изградба на булеварот со 6 ленти и тротоари од двете страна. Значи тоа ќе биде ново булеварско решение и решавање на сообраќајниот метеж кој што на булевар Србија сега моментално го има, за да можем и Газибаба да биде што пристапна до аеродром и аеродром што побрзо да биде до центар или до Газибаба. Така, значи нема да имаме луѓе, поготово од Кирамидница, кои што утре ќе речат јас не бев консултиран. Нема да се случат такви појави? Може да се случат, не велам дека не. 2012 година е донесен урбанистичкиот план и ние работиме спрема урбанистичкиот план кој што е донесен. Имале можности тогаш и во тоа време имале можност за забелешка, ниедна забелешка не била во тоа време прифатена. Ние работиме спрема постоечка урбанистичка документација и мислам дека ќе радиме разбирање од луѓето затоа што се работи за проект од битно значење за решавање на сообраќајниот метеж, реков, ама и за иднината, за она што представува Газибаба аеродром и град Скопје. Ајде за крај да се вратиме на Стајковци и околината. Природната катастрофа на тој простор, во тој регион, е веројатно материјално не може да се обештети. Меѓутоа, локалната самоуправа во соработка со централната власт, што има направено за граѓаните кои што беа погодени од поплавата? Вака Стајковци и околината, населените места Сингелич, Инџиково, Црешево, Страчинци и Брњаци се најзагрозените подрачја од она што беше поплавата 6 август. Функционалноста како целина сега, зборам за улиците и патиштата, ни остана уште само 6 улици кои што треба да ги асфалтираме во теков на идната недела, во Попово мало и во делот на улица 6, 2 крака. Во Инџиково комплет завршивме 28 улици во изминатиот период од 2 недели, каде што буквално ни остана улица или две кои што ќе ги работиме во наредната година, затоа што толку не се лимитирани средствата за оваа година. Во Брњац исто така работат денеска, каде што ќе треба да се заврши оној
дел кој што беше оштетен од поплавите. Од она што представува друг дополнителен дел, замена на она што представуваше стари цевки од водовод, исто така на 5 улици, 134 домаќинства ги поврзавме на нов цевководен систем и да имаат нормална питка вода за пиење. Во овој дел отворивме канцеларија за превенција, комплетно ја обновивме канцеларијата местна во село Стајковци, кој што беше поплавена за време на поплавите. Исто тоа го правиме сега во Сингелич, зграда од 100 квадрати, кој што е изградена пред можеби 80 години, каде што имаше издавање на матична книга на родени и беше тотално нефункционална после поплавите. Наредот месец веќе ќе пуштиме употреба, каде што ќе имаме функционален објект, каде што ќе бидат сместени канцеларијата за издавање на матични книги на родени. Ќе имаме луѓе, двајца од Министерството за труд и социјална политика, кои што ќе бидат дел од Министерството што поблиску до граѓаните за сите нивни потреби од делот на труд и социјалната политика. Ќе имаме превентивна полициска станица и на ово подрачје и местна заедница. Значи, комплетен функционален простор на населеното место Сингелич ќе оставиме за да можеме да очекуваме граѓаните да имаат услуга на едно место. Тоа го правиме комплетно со средства од општината и од Министерството за труд и социјална политика. Представниците од ОПСЕ беа вклучени во овој процес. Они на крај ќе имаат само просторија во делот на мониторингот, на безбедноста и на она што го говориме ние како Совет за безбедност, зашто толку ни е битно и овој елемент од безбедноста на овој подрачје да го имаме. Граначалниче, јас овде ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете гостин во Студио 1. Се надевам планот кој што го имате за санирање токму на тие делови од Скопска Црна Гора ќе ви успее, бидејќи никој не заслужува да му се случи таква природна катастрофа поради, да кажеме, институционални некои грешки. Нешто што не било инвестирано претходно, не треба да се повтори. Токму така, ви благодарам на вашата покана за вашето учество. Сакам само да најавам дека во чест на 6 август, иако тоа не е ден каде што треба нешто посебно да славиме и да празнуваме, сакаме на луѓето кои што навистина во тие денови од 6 август во изминатите 2 месеца за нивната пожртвуваност, за нивната ангажираност во чист на гест ќе имаме, би рекол, манифестација каде што ќе им се одолжиме со благодарници и со мала благодарност од општината како локална самоуправа, дека во кобните минути они се пронашле и биле дел од населението во ово подрачје. И тоа ќе биде во Стајковци за сите фирми, луѓе, поединци, невладини организации кои што од 6 август 2 месеца ги поминаа заедно со граѓаните на овие населени места. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости. Благодарам на вас.